На иницијатива на граѓаните, направена е промена на Законот за продажба на социјалните станови. Околу овие промени, граѓаните имаа можност да разговараат со генералниот директор на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор на отворениот ден во подружницата во Тетово. Никаде, значи нема продажба на вакви станови кои што се наменети за лица со ниски примања или лица кои што се приматели на постојна парична помош. Иницијативата потекна од Република Македонија, од владата на Република Македонија, на иницијатива на одреден круг на граѓани кои што сакаа овие станови да ги обезбедат како лична сопственост, поточно да имаат право да ги откупат. Во првите наврати кога разговаравме со ЦЕП банката, значи во Париз ни беше укажано дека таква работа нема и затоа што овие станови се наменети за лица со ниски примања и во ситуацијата кога би излегле од оваа категорија на луѓе би требало да се иселат од становите и нормално да ги предадат кучевите за да може државата подоцна да ги даде или да ги додели овие станови на лица кои што во меѓувреме поради X причини влегле во оваа категорија на луѓе, да кажам. Во соработка со Централната Европска банка во Париз, постигната е согласност за отуѓување на социјалните станови во Република Македонија. За еден продаден ваков стан да изградиме нова стамбена единица која што ќе доделиме на луѓето, на други луѓе кои што се со оваа социјално ранлива категорија, значи лица со ниски примања. Ние гледавме методологијата да биде приближно тука колку што изнесува и градежната цена, да кажеме градежната цена на изградбата на нов објект кој би граделе. За да можеме, значи ако продадам два стана, да изградам нови два стана со градежна цена кој што ќе му ги доделиме на лица кои што имаат потреба. На крајот донесовме и одлука да граѓаните на кои што не им се исплаќа сметаат дека становите се руинирани, се постари или било како и дека цената не им се вклопува во нивните математики, да можат истите тие да останат и понатака да бидат закупци на овие станови со тоа што ги поделивме во повеќе категории. Според согледувањата на терен, Тетово и Гостивар имаат потреба за изградба на комерцијални станови, додека пак во Гостивар во тек е изградбата на социјална зграда со 77 станови, наменета за лица со понизок социјален статус.